ljudi, dobro večer и добре дојдовте на последното предавање од серијата предавања кои се држа во теков на изминатава седмица под мото Дали вреди да се биде добар? Верувам, научивме дека покрај сите проблеми кои ги имавме во својот живот, сепак вреди да се биде добар. Пред да преминеме на вечерашното предавање, ќе слушнеме една рецитација од еден наш пријател, а потоа и две прекрасни песни. Го поканувам пријател да поведе. Драги пријатели, ова песна е некојаш таменски напишана ше пред 5 години, мислам дека една ше прочита тука, но она што е вредно и што е близко до Бога, и вие и сами викате дека некојаш треба да се помни. Тогаш бев доста возбуден така, сега пак осеќам една одговорност, ипак е ова Божи дом, но сепак сега сум послободен, сега можам да прочитам. И може би нема ни да погрешам. Силата на љубовта. Кој ја измерил силата и Божјата љубов, таинственоста, смислата, љубовната занес, копнеш, како свеста ја покорува, поколебува и ја сече. Кој му подарил на кислородот најстрашно оружје за животот на првиот и последниот, ратарот и царот, безичичот ги сече. Кој го створил сонцето со вечен оган божествено да свети, но и најстрашно да гори и пече. Тој само единствено сигурно може, да, тоа си само ти наш единствени мил Боже. Со тајни и чуда, сите наши болки ги отстранува, ни помага и сигурно ги лече. Но има некој клетник, што омразата и мракот во човековата свест и душа со леснотија го внесе злото, и честа, моралот, мудроста, светлината и убавината во коре да се сечат рече. Но сигурно знајте, Божјата сила и љубов, таа мачнина и страшно зло во корен ќе ги пресече за човечката среќа, како тиха река во вечност да тече. Благодарам. Те сакаме и величаме од се срце, биди славен Господе, и нека е овој силен бој, угоден звук за тебе, Боже мой, за секој дар, љубов длабока, за раце за нас што ги подаде, ке пеме, ке те славиме, достоен си само ти, Господе. Слави го Исуса, слави Господа, царот тој, спасот свој, утринска звезда, Бога ке го славиме и ке му пеме, со него ке бидеме во вечноста. Слави го Исуса, слави Господа, царот тој, спасот свој, утринска звезда, тој е Бог и Спасител, сигурна
драги мои пријатели, сакам топло и срдечно да ве поздравам и во ова последна вечер од ова серија на библиски предавања со наслов "Вреди ли да се биде добар?" Негде во ова време, пред една седмица, ги почнавме овие проучувања, а еве видовме дека полека стигнавме и до самиот крај. Да, некој кажал секој почеток има и свој крај. И еве ние полека стигнавме. Од ден на ден, од предавање на предавање, имавме прилика да ги слушнеме сите наслови од нашите водители, стигнавме и до ова последно проучување. Пред да го изнесеме, ја би сакал најнапред, од срце на сите вас, да ви благодарам што одвоивте време. Можда имавте други планови. Можда го што некои ми рекли, гости имале баш во тоа време кога сакале да дојдат. Али направија добар избор. Донесоа добра одлука. И секогаш со нас, во ова време што е наше договорено, бевте заедно со нас. И јас сакам сите вас да ви се заблагодарам за тоа што сте го направиле. Го благодарам и на пријателот што излезе на почетокот, сите така нас не освежи, што ја подели ова една многу убава рецитација, која што верувам има една многу убава порака во себе. Мојот дроби понатаму да продолжи така убаво да напише, па во следни наши дружења пак имаме некоја прилика и можност да слушнеме. Убаво е кога луѓето се заедно. Убаво е кога се заедно, кога уште разговараат за она што ги интересира, а тоа што ги интересира па во суштина е добро. А ние одлучивме да зборуваме за тоа вреди ли да се биде добар. И сега кога ги споиме сите овие работи, и првото, и второто, и третото што го рековме, тогаш навистина имаме многу добри услови, да навистина имаме многу добро време поминато на ова место. И затоа уште еднаш потретпат ќе ви благодарам за сето она што сте направили од ваша страна, да ова серија на предавања биде навистина, ние кажуваме, благословена за сите нас. Вечерва, 8-то проучување, а еве го и насловот тука напишан. На која страна ќе се најдеш? Сите овие 7 проучувања што сме ги имале досега, ни помогнале од библиска гледна точка да работите ни бидат поблиски. Нели, преку фактите, преку извештаите, преку примерите, да вагаме, испитувајќи едната страна, втората страна, вреди ли да се биде добар. И верувам дека, како што рекои нашите водители, доаѓаме до тој заклучок дека вреди да се биде добар. Меѓутоа, да ве прашам сега, многу важно нешто. Дали е доволно само да констатираме дека е вреди да се биде добар? Или треба и такви да бидеме? Јас сметам дека треба и такви да бидеме. А оваа тема што ќе имаме вечер, за прилика да изнесеме, ќе ни каже како тоа и делотворно да биде. Како тоа и да се оствари. Затоа ќе почнам со реченицата дека големата борба помеѓу доброто и злото веќе полека се ближи кон својот крај. Тоа вчера го кажавме и рековме како и ќе заврши. Веќе према некои рачунања 6000 години се води таа борба помеѓу доброто и злото. И тој вековен судир, тој вековен конфликт, полека му се надзира крајот. Да. Полека, но сигурно рековме, на болките и страдањата и неволите им доаѓа крајот. И нормално е при самиот крај да се води уште борба. Борба за луѓето. Да се одлучат на која страна ќе се најдат. Непријателот влече од своја страна да однесе во пропаст многумина луѓе. Ама нашиот Бог, кој што е љубов, кој што има добри мисли за нас, кој што одамна ни се вуваше со зборовите "Те љубам со вечна љубов", неколку вечери тоа го спомнавме, нели, и постојано ти укажува милост, и тој сака да не привлече кон себе за да бидеме навистина среќни и радосни. И ние се наоѓаме на средина. Ги приметувате двајца луѓе. Каде се наоѓат? На самата средина. И имаат понуда од едната и од другата страна. И на нив е да одлучат што ќе послушат. Видите, во големата борба помеѓу доброто и злото, слободната волја, слободниот избор е светиња.
легитимно право на секој. Тука не може ни ѓавол да влие на тебе во смисла да одлучи место тебе, ама ни Бог не може да одлучи на место тебе. Ти и јас тоа право го имаме. Кога го имаме сето ова раздајање, да одлучиме што ќе направиме. Ќе одиме по левата, ќе одиме по десната страна. И затоа судбоносно прашање вечерва поставуваме. На крајот на вековниот судир, на чија страна ќе бидеш? Кого ќе послушаш? Што ќе направиш со понудената Божја љубов? Што ќе направиш со Исуса Христа? Пазите, ние поставивме прашање. Животот наш е преполнет со прашање. Се сеќавате првата вечер што рековме, нашиот живот наликува на една голема кутија со безброј прашања. На некои прашања можеме да одговориме, на некои не можеме. Некои се важни, некои се помалку важни прашања во животот. На некои добиваме одговор за време на својот живот, ама за некои не можеме да добиеме одговор. Меѓутоа, дозволете ми да кажам, за ова прашање, што вечерва го поставуваме, одговорот е судбоносен. Од тоа зависи твојата и мојата среќа. Од одговорот на ова прашање зависи во кој правец понатаму одиме. За да... Добро? Следните неколку библиски текста што сакам да ги изнесеме тука, 3-4, ќе ги споменеме, ни помагаа да разбереме колку ова прашање е важно. И еве сакам да ги представам тука местата во Библијата каде што Господ му се обраќа на човекот, на тебе и на мене. Ова книга е книга каде што Бог му се обраќа на човечкиот род, на тебе и на мене. И поставува прашање на чија страна ќе бидеш. Еве го првиот текст, го читам. Во пета книга Мојсеева, 30 глава, 19 стих, ги пишува следниве зборови. Ги земам денес за сведоци небото и земјата, дека пред вас ставам живот и смрт, благослов и проклетство. Точка, ама им уште. Од стихот. Вели, избери го животот, за да бидеш жив ти и твоето семејство. Еден од многу важните текстови што ги наоѓаме на страниците на Библијата. Живот и смрт, благослов и проклетство. Ти бираш, вели Бог. Но ако ме прашуваш мене за совет, што би сакал да ти дадам, ќе ти кажам што избери живот, да бидеш жив. Тоа е најголемата вредност. Нема поголема вредност од животот. На друго место, во Матеј, Евангелие според Матеј, пишува во 10 глава 32 и 33 стих. Исус вели: и така, секој оној што ќе ме признае мене пред луѓето, ќе го признавам и јас пред Отецот, кој е на небесата. А кој ќе се одрече од мене пред луѓето, и јас ќе те одречам од него пред мојот Отец, кој е на небесата. Кој го има Синот Божи, има живот вечен, ќе каже Јован. Кој го нема Синот Божи, нема живот вечен. Сега приметуваме два стиха што ги цитиравме. Ова прашање за животот и смртта тесно го поврзува со Исуса Христа. Кој го има него? Кој има живот. Кој го нема него? Нема живот. Следен текст во Јован 3:36. Исус вели слично: кој верува во Синот, значи во него, има вечен живот. А кој не се покорува на Синот, нема да види живот. Повторно, живот и смрт. Тоа се две клучни теми во Библијата. Во почетокот Бог создал живот, ѓаволот сеел смрт. И низ целата Библија тие две теми се испреплетуваа. И последниот текст во Јован тука одма во 8 глава 36 стих вели: ако Синот ве ослободи, навистина ќе бидете слободни. Еве прочитавме 4 до 5 текст од Светото писмо на брзина вака, нели? Еве тука се ги гледаме кои што ни кажуваат колку е важно ова за што ние вечерва размислуваме. Затоа треба да направиме вистински избор, да донесеме вистинска одлука. Но ајде ние зборуваме за одлука, за избор, одлука, избор. Што е тоа одлука? Имаме ли дефиниција за тоа што е одлука? Да не биде јасно, зборуваме за тоа. Затоа е тоа да го појасниме. Дозволете ми да прочитам од една книга каде што е напишано што значи тоа одлука. Пазите, ние во текот на еден ден донесуваме многу одлуки.
ќе одиме таму, ќе направиме ова, нели така, ќе притиснеме ова дугме, ќе облечеме ова. Секој ден ние сме пред некој избор, пред некоја одлука. Што е тоа одлука? Поздравуваме пријатели, кои што некој време дојдо. Еве сакам да прочитам од една книга што значи тоа одлука. Вели вака: одлука е чин на волјата наша, што рековме, нели? Со кое ние, луѓето, даваме предност на една мисла за разлика од другите. Нели, ние имаме разни мисли. Нели така? За да донесем избор, мора да имаме повеќе работи, повеќе мисли. И сега, вели, ние даваме предност на една мисла за разлика од другите мисли. И вели, одлуката се однесува на одредена борба на мислења. Доаѓа до борба на самите мислења во нашиот ум. И во таа борба на мислења ние кажуваме ова мисла ќе биде таа. Или она мисла ќе биде таа. И така одлучуваме заедно од неколкуте мисли што ни се вртат во нашиот ум. И вели вака, таа борба на мислења, уште ова реченица вели, таа борба на мислења може да биде краткотрајна или пак долготрајна и мачна, но на крајот секогаш завршува со некој заклучок. Така да тоа е одлука, која што ние секојдневно се бориме, некои одлуки многу брзо ги донесуваме, можеби многу не ни размислуваме, но за ова одлука навистина вреди да се размислува и ние размислуваме овие вечери. Дозволете ми да кажам на самиот почеток две слики. Ставив намерно овие две слики. Едната слика на нешто пролазно, поминливо, гробишта се тука, а една слика на радост, небесна слика, убава слика, живот и смрт. Проклество значи и благослов. И денеска светоци сме дека милиони луѓе се наоѓаат пред одлука да бират помеѓу животот, да бират и помеѓу смртта. Во една своја книга, која што се вика Момент на одлуката, еден човек се викал Джеймс Расел Ловел, пишува вака: секој човек и секоја нација доаѓа до момент на одлука меѓу вистината и заблудата, меѓу доброто и злото. И ти и јас се наоѓаме пред таква една одлука. Слушајте, драги мои пријатели, ова книга, од која што ние овој вечери црпевме информации, совети, охрабрувања, помеѓу останатото, освен што ни го открива патот Божи, освен што ни кажува што да направам да се борам да бидам добар, освен што ни дава совети, оваа книга има за цел да ни каже еден извештај за луѓето во минатото, какви одлуки донеле по ова прашање. Значи, меѓу сите останати работи за што зборува ова книга ни дава информации за тоа како луѓето во минатото донесувале одлука по ова прашање. Еве на брзина малце ќе дадеме еден краток преглед на библиската историја. Како луѓето донесувале одлука за време на својот живот по ова многу важно прашање. Еве таа слика, еве го тој избор, еве се тие две страни, еве го човекот. И првата личност која што е запишана, нели така, која што донела одлука, која што била пред чин да донесе одлука, беше кој? Нашата Ева. Нели така? И таа била во можност да бира. Што избрала брзо? Зло. Избрала да го слуша непријателот. И до какви последици денеска дојдовме? Катастрофални последици. Еден потек понекогаш во нашиот живот многу значи што понатаму ќе се случи со нас. Знам многу луѓе, не знам, вие ги знаете. Велика. Да само вака правив. Да само онако одлучува, вели, каде ли ќе бев денеска? Але вики ќе почне сега да криви други обично криви други, вика, тој ми направи, ова ми се случи, тоа го направи, еве тука сум. Ева тоа го направила понатаму. Првиот син на Ева и на Адам се викал Каин. И тој бил пред одлука, што да направи? Да слуша Бога или да слуша себе си? Бог му кажувал нешто многу важно да направи. Меѓутоа тој си рекол, и тоа да го направам, значи да бидам понизен, да го слушам. Ама ја не сакам. Ќе направам што јас мислам дека треба. И направил. Го убил својот брат. Само затоа што неговиот брат одлучил да вистински му служи на Бога. Тој е Авел. Како што кажал Бог. Jer на вистина за Авел Бог бил многу важен. Да се биде добар за Авел беше да го слушаш гласот Божи.
и донел таква одлука. А кај таква одлука не донел. Понатаму во Светото писмо имаме друг човек по име Енох, кој што вели Библијата еден од најдобрите луѓе што живеел на земјата. Па дури не е денеска на земјата, па не е ни меѓу мртвите, вели извештајот од Библијата, Бог не го зеде. И тој се наоѓа со Бога. Така пише во библискиот извештај. Што он пише, тоа е вистина. И тој одлучил секогаш да го слуша Бога. Секогаш да твоето уво и срце го отвори за Бога. И тој направил многу добар избор. Друг човек кој што направил многу добар избор во Библијата, сте слушале сигурно. Се викал Ное. Човек на кого Бог му кажал дека има големи планови со него, му дал план да направи кораб голем и сите што сакаат да влезат за да го слушат Бога и да бидат спасени, да бидат живи, да останат во живот. Тој со своето семејство тоа го послушал и донел добра одлука. Но за разлика од него, неговите современиците на Ное, не го послушале Бога, не го следеле примерот на Ное и донеле каква одлука? Каква одлука донеле? Навистина лоша. И тоа ги чинело? Еве ни е кратко. Ова се само дел од ликовите во Светото писмо и тоа ние обработивме само 6 глави. Првите 6 глави во Библијата. А само првата книга има 50 глави. А 66 книги има во Библијата. Колку ли има настани, колку личности се тука присутни што донесувале одлука. Но целта на Библијата да ја каже: читај, види. Ако овој донел добра одлука и имал добри последици од својот избор, чини го и ти тоа. Ако овој, значи, не донел таква одлука, внимавај. Слушав ова една мисла, сакам да ја поделам со вас, сега ми дојде, верувам дека е корисна. Вика, во светот постојат 3 врста на луѓе. Вика, прва врста луѓе се паметни луѓе. Многу паметни луѓе. Тоа се луѓе кои што учат од искуствата на другите. Ги гледат луѓето околу себе, гледат како живеат и приметуваат, види што е добро тоа го направил и добро му се случило тоа. Ке направам јас така. А видиш како лошо постапил? Нема јас тоа да го направам, за да јас тоа не ми се случи мене во животот. И учат од други и се паметни. Втора категорија на луѓе се помалку паметни луѓе. Ова категорија на луѓе не учи од примерот на другите луѓе, него учи на собствените грешки. Виде што другите прават, види докаде тоа што го прават ги донесе, ама вели не, тоа за него се однесува, јас тоа нема да се случи во мене. И тоа го прават и тие тука паѓаат во стапица. И вика, вистина било тоа. Нема пак да се повтори тоа. Тоа се помалку паметни луѓе. И трета категорија на луѓе се луѓе кои што не се веќе паметни. Не учат ни искуството на другите, ама не учат и на собственото искуство. Зошто? Така одлучува. Така искористуваат својата слободна волја. Повикани сме да видиме луѓе кои што ги учиме од другите. Па и ако нешто направиме што не е добро, па да учиме од своите искуства. Ама да никако да не видиме ова трета категорија на луѓе. Да, што ќе направиш со твојот живот? Што ќе направиш со твојот избор? Каква одлука ќе донесеш? Дозволете ми во продолжение да спомнам три фактори кои што силно влијаат во твојот и во мојот живот да донесеме одлука. Значи, овие фактори влијаат во секое подрачје од нашиот живот, но ние веќе размислуваме за ова подрачје во нашиот живот. Постојат 3 работи што многу силно делуваат кај тебе и кај мене да донесеме такви одлуки. Кои се тие 3 работи? Дали ќе се сложите? Прва работа. Што пишува? Нашите навики. Вистина ли ова? Нашите навики. Ние, луѓето, некој кажал, сме робови на нашите навики. Едноставно сме навикнале некои работи да ги направиме така и никако другачи. Приметете, кога одите да покупате нешто, обично одите на едно место, се случува и на други места. Меѓутоа ќе научиме нешто да направиме, чекорите сами си да таму. Некако како да сме програмирани. Некако како да нешто натрено нас вели, па тоа е тоа, што сега ќе мораш да нешто друго да направиш. Така си навикнал и едноставно продолжи си така. Да, многу луѓе донесуваат одлука на основа на своите навики. Ти се прашувам воопшто дали е тоа одлука, кога јас ќе направам нешто само затоа што сум навикнал. Ајде земе еден пример, врзано за ова, конкретен, да видиме, значи, ова што сакаме да го кажеме.
Замислите луѓето одлучиле да одат на богослужение секоја недела во одредена црква. Одлучили. И го ги прашале зошто да го правите? Па тоа го правил мојот дедо. Од мојот дедо, мојот татко тоа го направил, па сега и јас тоа го направам. Го правам. И тие навикнале со месеци, со години тоа да го направам. И сега замислите доаѓа некој човек и на основа на Светото писмо им кажува дека одат на погрешно место, а плюс тоа го светкуват и погрешниот ден. Што Светото писмо пишува кој е како е. И сега што ќе направи тој човек? Ќе биде роб на своите навики или сепак ќе каже чекај, застани, стој, размислувај малце. Да, ние сме робови на своите навики. Но кога се работи за ова судбоносно прашање, Бог тебе и мене ме повикува да застанам, да размислам, да видам зошто го правам тоа што го правам. Има ли смисла тоа што го правам? Да не бидеме робови на нашите навики. Втора работа, која што исто така многу влијае за да донесеме некоја одлука, тоа се што? Примерот на другите луѓе. Можда кај вас не влијае ова. Можда ви имате свој став. Ќе кажете тоа и така е. Ми се дивам на такви луѓе кои што имаат свој став. Добро, понекогаш можеби некој претерува во сето тоа. Меѓутоа, обично примерот на другите луѓе влијае силно врз нас. Ако некој познат фудбалер, млади, ако може ви интересира или некој друг спорт, облекува некоја мајца или некој дрес вака, а тој го сака него и што тој ќе направи? И тој ќе облече вака. Зошто? Па тој тоа го носи, па сакам јас да видам на него сличен. Нели, и обично кои луѓе ги земаме тука за пример? Оние што се пака поистакнати, можда музичари, можда спортисти, можда политичари, не знам. Оние што нешто важат. Добро, може би тоа во ред. Меѓутоа, по ова прашање треба сам да размислувам. Сам да мислам и да видам дали тоа вреди тоа што го правам така или не. Примерот на другите луѓе. И трета работа, трет фактор кој што многу силно влијае врз донесување на одредена одлука е мислењето на што? На мноштвото. Мислењето на мноштвото. Чекаме што ќе мислат другите кои што го прават. Така ли? Еве сте решили да дојдете тука сега. Сте си поставиле прашање, чекај што ќе кажат овие? Јас дојдов таму. Ова Господе, добро дојдов, слушам самино, ништо лошо не беше вака. Нели? Али влијае тоа таа психологија на маса. Земете го само тој настан што го спомнавме, ќе спомнем и сега во положение тој настан, Исус распнат на крст. И прашува Пилат кого да ли го ослободам? Варнава или Исус? И народот поучен од другите, нели? Што рече? Исуса распни го, а Варава пушти го. И другите како на хор. Да, така е, Варава. Што влијае? Здравиот разум. Седнале трезено да размислат, чекаме што правам јас? Него психологијата на масата. Мислењето на другите луѓе. Така да накратко, ова може многу да се зборува, психологијата многу зборува за ова, малце зедовме од психологијата да кажеме нешто. Ова се три најважни фактори, има и други. Ова се најважни фактори кои што влијаат во процесот ние кога треба некоја одлука да донесеме. И сега кога луѓето треба да донесат одлука која што не се темели на нивните навики, која што не е во согласност со личноста што ја зеле себе за пример и која што се разликува од мислењето на мноштвото, тогаш проблем. Но немојте да дозволите тоа да биде проблем, ако станува збор за вакви важни и тоа многу важни судбоносни прашања за нашиот живот. Во продолжение, сакам заедно со вас да проучам еден библиски настан. Настан кој што е централен во Евангелијата, во Христовиот живот. Запишан е во Матеј 27 глава, од 1 стих до 22. Ќе го читам, тој текст. Многу важен е. Затоа што станува збор за смртта на Исуса Христа, неговото распнување. Тука, вие кои што бевте претходно на ова место, имавте прилика малку тоа нешто повеќе да слушнеме, нели така? И зошто го земам овој настан? Овој настан го земам затоа што тука, освен со Исуса Христа, кој што е централен лик во овој настан, ќе се запознаеме со 5 категории на луѓе. 5 категории на луѓе, кои што врзано за тој настан донеле и одредена одлука, која што имала секако своји последици.
Дозволите ми тоа да го проучиме, да ги изнесеме тие значи 5 категории на луѓе, да се препознаеме можеби во некој од нив, ќе видиме. А потоа ќе одиме понатаму, значи со нашето излагање. Читам, значи Матеј 27 глава од првиот стих па понатаму. А кога се раздени, сите свештенички главатари и народни старешини се советуваа против Исуса. Замислете, седнаа да се советуваа, зашто? Да размислуваат за тоа дека вреди да се биде добар, затоа се состанале, како и ние вечерва, или зашто се состанале? Што пишува понатаму текстот? Заприка за да го убијат, пишува. Видите, некој се состанува да планира добро, а некој се состанува да направи зло. Го врза Исуса и го одведоа и му го предадоа на управителот Понти Пилат. Тогаш Јуда, еден од учениците Исусови, кој го предаде, откако виде дека го осудија, се покаја и ги врати 30 сребреници на првосвештениците и на старешините велики. Сгрешив, зашто предадов невина крв. А тие му рекоа, видите што му рекоа тие што го наведоа на тоа. Што ние гаде нам за тоа? Гледај ти што ќе направиш за тоа. Секојаш непријател, ќе те наведе нешто да направиш. Ќе ти намести некоја замка, а потоа ќе седне од страна и ќе гледа како ти страдаш. Тако е тој. Тогаш ги фрли сребрениците во храмот, излезе и отиде и се обеси. Жалост, многу трагична ситуација. А првосвештениците ги зедоа сребрениците и рекоа: не чини да се оставаат во храмската благајна, зашто се цена на крв. Туку, откако се посоветуваа, ја купија со нив грнчаревата нива за гробиштата за странци. Затоа таа нива денеска се вика крвна нива. Тогаш се исполни реченото преку пророкот Еремија кој вели: и ги зедоа 30 сребреници, цената на оценетиот, кога го оценија синовите Израилеви, и ги дадоа за грнчаревата нива, како што ми нареди Господ. А кога Исус застана пред управителот, управителот го праша: ти ли си цар јудејски? А Исус рече: ти велиш, ти велиш. И кога го обвинуваа првосвештениците и старешините, не одговараше ништо. Тогаш Пилат му рече: зар не слушаш што сведочат против тебе? И не му одговори ниту на еден збор. Така што управителот се чудеше многу. Па многу луѓе доаѓаа кај него. Тој го судија. Обично луѓето се бранеле, се бореле за својот живот. А овој молчел. Се разликувал од сите останати. И сега, а на секој празник, управителот имаше обичај да му пушти на народот еден затвореник, кого што би го побарале. Тогаш имаа прочуе затвореник кој се викаше Варава. И кога се собра, Пилат им рече: кого сакате да ви го пуштам? Пазите, имам власт да ви пуштам. Па може да го пушти Исус. Ама не го направи тоа. Варава ли или Исус наречен Христос? Зошто знаеше дека го предаде од завист. И додека седеше на судската столица, внимателно, ова највеќе ми се допаѓа овој дел. Дојде вика неговата жена и му испрати порака да му кажат: не прави му ништо на тој праведник. Не прави му ништо на тој праведник. Зошто денес пострадав на сон заради него. Единствен светол пример. Единствена светлина во целокупните овие 22 стиха што еве помалце да ги завршуваме читајќи ги. Но првосвештениците и старешините го наговорија народот да го измоли Варава, а Исуса да го погуби. Тогаш управителот во одговор рече: кого од двајцата сака да го пуштам? А тие рекоа Варава. А Пилат им рече: а што да направам со Исуса Христа? Еве го тој наслов, таа мисла, централна мисла, што се постава во животот на секој човек, порано или подоцна. Кога си млад, јас со млади години Бог ми го поставил тоа прашање. Некој од вас, некои средни години, некои подоцнежни години. Кога тогаш тоа прашање ќе дојде на дневен ред во твојот и мојот живот? Што да направам со Исуса Христа?
наречен Христос. А сите рекоа да биде распнат. Да биде распнат. Се навратиме на ова. Ова е централен настан во Светото писмо. А знаете зашто? Затоа што Исус е централна личност. На едно место сам Исус ќе каже: прегледајте ги писмата. Сите писма, од првиот до последниот, зборуваат за мене. Тој е централен настан. Се врти околу него. Се врти околу Исуса Христа. Да, можеме слободно да кажеме дека Исус е централна личност во Библијата, но дозволете ми, и право ќе се земам и ќе кажам, а тоа е така, дека Исус не е само централна личност во Библијата, тој е централна личност во целокупното општество, во целокупниот живот, во целокупната историја. Да, чекайте, која година сме денеска? 2000? Од што почнахме ги бројаме години? Од него. Пред Исуса Христа, велиме, нели? И после Исуса Христа. Да, Исус го поделил времето пред наша ера и после наша ера. Личност која што оставила најдлабока трага по човештвото. Добро кажал еден човек. Вели, Сократ ги учел луѓето 40 години. Платон 50 години. Аристотел 40 години. А Исус Христос само колку? 3,5 години. И кој оставил поголемо влијание кај луѓето? А сите били овие што? Големи учители. Сократ, нели така? Односно, Платон бил учител на Сократ. Сократ на Аристотел, а Аристотел бил учител на Александар Македонски. Сите биле едноставно некој нешто. Не можеме да замислиме старогрчката филозофија без овие луѓе. Ама животот без Исуса Христа не можеме да го замислиме. И затоа друг човек, еден теолог, ќе каже: Исус не насликал ниту една слика, ама најдобрите сликари во светот нашле најголема инспирација во него. Исус не напишал ниту една песна, па сепак најголемите писатели во него нашле свое вдахновение. Верувам, пријателот добива инспирација од тоа. Вели, тој не напишал ниту една композиција, ама најпознатите композитори својата инспирација црпеле од личноста што се вика Исус Христос. Да, Исус Христос е централна личност во целиот наш живот, во целото ова наше окружение. И околу овој настан што го спомнавме сега, се вртат 5 категории на луѓе спомнавме. Ајде накратко да ги споменеме. Кои се тие 5 категории? И како тие се постапиле во ова ситуација, во ова прашање? Што тие направиле? Одме поред. Прва категорија на луѓе, кои се тие? Ги гледаме на сликата. Тоа се свештениците. Према текстот 1 од 27 глава, што приметуваме? Каква одлука тие донеле во својот живот? Да го предадат. Ни смета. Да го тргнеме. Тие донесу одлука да го предадат Исуса Христа. Негативна одлука. Многу негативна одлука. Така одлучиле. А замислете кои? Оние кои што требале први да го прифатат. И оние кои што требале другите да ги учат тоа да го направат. Тие промашиле. Негативна одлука донеле. Понатаму, кој е на сликата? Пилатовата жена, една слика. Таа што направи? Му се смилува. Од каде знаеме? Дошла кај Пилат. Што прочитавме? Те молам, немој да се мешаш во животот на овој праведник. Да, Бог на неја. Кажа и текстот, на сон ја открил кој е тој. Затоа што незиното срце, верувам како и срцето на сите вас тука, е отворено да слуша. Незиното срце беше отворено. И намерно не ја стави со таа црвена боја тука. Има отворено срце за тоа. Понатаму, трета категорија на луѓе, кои се ова? Народот! Што кажа кога читаме тука 22, 23, 24, 25, 4 стиха при крајот? Тој гласа да биде убиен. Кога го да ви пуштам? Варава ли Исус? Варава, пушти го. А Исус? Уби го. Таква одлука. Многу негативна одлука. А кажете ми што Исус направил за народот? И целувал, помагал, нахранувал, а тие што? Тие му срати беа. Тие први беа да кажат, распри го. Нажалост. Четврта категорија на луѓе. Еве го човекот. Еве го човекот. И тој ги каже тие зборови. Еве го човекот Исуса Христа. Ама не го прифати, не го отвори своето срце за човекот. Пилат. Како ставимо Пилат? Равнодушен. Кого сака да ви оставам? Значи се фалел, имал власт. Можел. Ама повеќе мислел за својата положба.
си рече во себе, добро, ќе го прифатат Исуса. Ама ако не го прифатат, има начин, ќе се земам, ќе си измијам раце, ќе го решам проблем. И така направи. Го варава, Исус се даде да биде распнат, а тој си ги измил рацете. Ма чекайте, која вода може да ги испере нашите срца? Рацете ние можеме нон-стоп да бидеме, на 4 часа така под вода си ги миеме. Нели? Меѓутоа срцето кој ќе не го измие? Само Бог. И пета категорија на луѓе, кои биле тие? Војниците. Тие плука, се игра, се малтретира. Некој каже, тоа биле серијски убици. Века тој беше дневна работа, што си работеле. Што ќе каже газдата, тие што? Си го вршиле тоа што тоа го кажувале. Значи 5 категории на луѓе. Свештениците, Пилатовата жена, народот, Пилат, војниците. 4 од овие категории што се? Негативни. Сите донесе одлука на овој или на оној начин, учествувале посредно, индиректно и директно во одлуката Исус да биде уништен, убиен. Само Пилатовата жена донела одлука, нели така, да биде Исус помилуван, но никој за тоа не мари. Никој за тоа не мари. И денеска Исус зборува, што ќе направиш со мене? Што ќе направиш? И пак трет пат ќе прашам, толку ли луѓе живеат во Калварци? Само толку ли луѓе го сакат Исуса Христа? Само за оваа група на луѓе? Да, и за оваа група на луѓе Исус би дошол, само за толку да има. Ма само за оваа група на луѓе Исус вреди? Нажалост, погото денеска, сабота навечер, как ќе ги најдеме луѓето? На кои све места ќе бидат? Кој живот ќе изгуба денеска во некои своји забави? А зошто? Затоа што немаат време ово да слушат. Да. Сите овие категории поделени во две групи. Две групи, на крајот на краиштата. Луѓето се делат само во две групи. Нема пред Господа друштвен сталеж. Нема кај него едноставно сиромашни и богати, убави, помалци убави. Кај него се имаат само две категории на луѓе. Оние што одлучуваат да го слушат, да бидат добри, и оние што тоа не сака да биде. Да. Меѓутоа, без оглед на тоа што луѓето во минатото донеле негативна одлука по прашање на Исуса Христа, личноста на Исуса Христа никогаш не губи од значај. И еден писател, многу мене ми е драг, ова мисла, ја цитирам повеќе пати, се викал поетот Кароса. Се викал, во една прилика, тој ќе ги каже следните зборови. Големото сонце, Исус, никогаш не го губи од вид оној кого еднаш го осветлил со своите зраци. Можете да го заборавите. Можете да се откажете од него. Тоа ништо не менува. Тој е закопан и во најмрачните срца. И може секој час повторно да воскресне. Може секој час повторно да воскресне. Да, тоа го кажал поетот Кароса. Но јас би сакал да прочитам уште една голема мисла, малку подолга, од еден друг писател Хестингс, а потоа ќе ги замолам нашите пејачи една песна да ни отпеат после ова мисла што ќе ја прочита пред да одиме на завршните моменти. Писателот Хестингс напишал една многу еден кратка мисла. Кратка. Има повеќе реченици, али многу важна, врзана за личноста на Исуса Христа. Видите што напишал. Поетски зборови, многу важна, библиска мисла. Вели вака. Тешко тебе, свету, што залудно се обидуваш да побегнеш од Христа. Луѓето можат да го негираат неговото божество, да ја негираат неговата сила, да не веруваат во неговото воскресение, погрешно да го представуваат неговото постоење, да го исмејуваат како е некое привидение, да го признаваат само како обичен учител, погрешно да ги наведуваат неговите зборови, за да го поддржат своето мислење, да го изопачуваат неговото учење и да ја презират неговата крв, но и сето тоа да го направат нивниот проблем се уште не е решен. Бидејќи Христос, царот на славата, уште е жив и седи од десната страна на Бог Отецот. И сега вели вака, многу ви зборови, за мене многу значат. Вели, Ирод не можел да го убие. Сеќавате првата вечер таму што учев, втората поправо. Ирод не можел да го убие. Сатаната, ѓаволот, не можел да го заведе. Смртта
не можела да го уништи. Гробот не може да го задржи. Тој стои на највозвишеното место на небесната слава. Бог го објави. Ангелите го признале. Спасените го слават. Тој е страх за демоните. А како жив и личен Христос, отврлен, распнат, возвишен, прославен, повторно ќе дојде од небото. На истиот начин како што се вознел, да ги воскресне мртвите, да му суди на светот, да го спаси својот народ, да биде прославен меѓу своите следбеници, да го уништи причинителот на злото и сите своји непријатели и вечно да владее како господар над сите. Амин ќе кажам. Слава нека му е. Навистина возвеличене и навистина вреди да се служи, навистина е вредно за него да се размислува. Пред да ги изнесам последните завршни мисли, јас би ги повикал оние кои што се подготвија да ни послужат со една музичка numera. Noe mojo život da te poznam, najvozvišeno je mojo život da te poznavam, da te zapoznavam, poveke sekoj den, najvozvišeno je mojo život da te poznavam. Najvozvišeno je mojo život da te ljubam, Bože moj. Najvozvišeno je mojo život da te ljubam, Bože moj. Da te ljubam, Bože moj, сега и во вечноста. Najvozvišeno je mojo život da te ljubam, Bože moj. Najvozvišeno je mojo život da ti služam, Gospodi. Najvozvišeno je mojo život da ti služam, Gospodi. Da ti služam, Gospodi, od celo srce moje. Najvozvišeno je mojo život da ti služam, Gospodi. Амин. Благодарим и за ова музичка точка од нашите. Ние одиме понатаму во овој последен дел од ова последно проучување од оваа серија. Поетот Кароса кажал кој е Исус и какво влијание има. Писателот Хестингс исто така кажал: слушнав ме. Каков став ти ќе завземеш во тоа прашање? Во продолжение би сакал да истакнам, знаете ова личност која е, нели? Исус Христос. 5 многу важни факти. 5 многу важни факти, библиски, што треба да ги имаме на ум пред да донесеме одредена одлука. Овие 5 факти сушност се небесни сигнали. Небесни сигнали што небото ни го испраќа со намера да внимаваме на нашиот избор. Мене многу ме интересирале кој ги проучував, а верувам и вас. Ајде ово уште значи да видиме што сака Бог да ни каже. Кои се тие 5 многу важни работи што треба на ум да ги имаме пред да донесеме одредена одлука. Прва работа. Што пишува? Сите луѓе во овој свет нема да бидат спасени. Така вели Светото писмо. Али слушайте ме добро, тоа не е Божја волја. Едно е Божјата волја, а друго е реалност. Тој е знак дека Бог ја почитува нашата волја. И затоа тоа е така. Кога би го прашале Бога, тој сака сите. Бог сака сите да бидат радосни, среќни и исполнети. Но тоа не зависи од Бога. Што е до Бога направил? Ама и луѓето треба нешто да направат. Нели така?
Од каде црпиме ние информации за ова дека нема сите да бидат спасени? Има повеќе текстови, повеќе параболи Исус што кажал, таму на говестови кажува дека кога тој ќе се врати, ќе бидат две категории луѓе. Зема дури една слика од тој живот таму, каде што живеел, нели меѓу тие луѓе, вели, една група се представени во облик на овци. Тоа беше занимањето на тие луѓе во тоа време беше познато. А една се представени како јарци. Едни се представени како пшеница, а други како какол. Едни се представени како мудри, а други се представени како неразумни. Тоа се слики што Исус ги земал, што им биле познати на тој луѓе таму, за да опише дека едни ќе бидат спасени, а други не. А кога тоа е така, значи јас треба да свесно донесам одлука. Само по себе не може да работи да дојдат на место, него морам да размислам и да донесам добра одлука. Исус на едни ќе каже: дојдете благословени, а на други ќе каже: одете од мене проклети. На жалост, Аво го кажува, само го заклучува оно што луѓето донеле одлука. Само го потврдува тоа што луѓето претходно донеле одлука. Прва работа, прв факт: нема сите луѓе да бидат спасени. Втора работа, уште е потешко сега. Што пишува? Поголемиот дел од луѓето ќе бидат изгубени. Ова е библиска прогноза. Како тоа? Слушајте што пишува еден библиски текст. Матеј 7 глава 13-14 вели: влезете низ тесната врата. Зошто? Зашто широк е се вратите и широк е патот што води кон пропаст, а мнозина минуваат низ нив. А тесни се вратите и тесен е патот што водат кон живот, и малкумина го наоѓа. Хајде тоа во две реченици да го објасниме. Значи, тесна врата, широка врата. Тесен пат, широк пат. По тесниот пат колку одат? Малку. А по широкиот? Многу. Значи, по големиот дел каде се? На која страна се? На широкиот. А широкиот е слика на живот без Бога. А тесниот е слика и илустрација на живот со Бога. Чекајте, дали историјата ни кажува дека ова некој се случило? Најмалце 2 пати. Библијата ни кажува дека најмалце 2 пати ова се случило. За време на Ное, неколку пати го спомнавме. Само Ное, неговата сопруга, 3 сина и 3 знаи, 8 души се нашле на тесната врата, а сите останати луѓе, неговите современици, тоа Бог бројка знае колка, илјадници, некои сметат милиони луѓе, се нашле на широката врата. Ма чекајте, ќе каже некој зошто Бог дозволува. Не, Бог не дозволува. Бог прави план да не бидеме таму. Па и на Ној му кажал: еве ти 120 години. Тога живееле многу. 900 години живееле. Еве 120 години. Проповедај, кажувај, укажувај. Не мора да завршат како што завршија. Ама дали послушала? Не. И Содом и Гомор може да се слушала. Исто така, Бог уништил тој град. Ама само тројци излегло таму. Да, останатите тука останале. Не сакале да слушат. По-големиот дел ќе бидат изгубени. Па ја не сакам таму да бидам. Бог ме предупредува, ми дава сигнал, ми кажува: внимавај. Трет факт, уште потешко. Вели многумина кои очекуваат да бидат спасени, ќе бидат изгубени. Што е ова? Тоа Библијата го кажува. Каде? Еве еден текст во Светото писмо. Значи, Матеј 7 глава 27 до 23 вели: не секој што само ми вели: Господе, Господе, или само кога му е тешко вели: Господе, помагај, или само некој празник се сеќава на мене или некоја слава, не, вели, нема да влезе во Царството небесно. Но само оној кој исполнува волјата на мојот Татко небесен. Дали Исус е јасен? Но само оној, исклучно, само, не сите, само оној. И пратон што вели: мнозина ќе ми кажат во оној ден. Значи, мнозина ќе бидат изгубени. Господе, Господи, па ние пророкувавме во Твое име. Пророци, пророкувавме. А други кажат: па ние бесови изгонувавме, чуда правеле. Односно бесови изгонувале, нели? А трети пак: чуда сме правеле во Твое име. И тогаш јас ќе ви кажам: а чекајте, пред тоа да го читам. Што сакале овие луѓе со овие зборови да му кажат на Исуса?
Па вреди ме ние. Тоа сме го правеле. Ние сме пророци. Ние сме екзорцисти. Тоа е еден стручен термин за истерувачи на ѓаволи. Ние сме чудотворци. Па ние имаме дарови, ние вредиме. Па гледај малце во нас. Па ако некој треба да се спаси, кој? А Исус, значи тие очекувале да бидат спасени. Вика, многумина кои очекува да бидат спасени, видете Исус што ќе им каже. Никогаш јас не сум ме познавал. Одете од мене вие кои правите беззаконие. Одете. Много сериозно оно што Исус ќе каже. Да, Исус е милостив. Исус е кој јагне. Тој те прифаќа. Ама Исус, кога ќе види дека сме се зближиле со гревот, што уништува, рековме тој најодвратно нешто што уништува се. Исус вели, тргни се, види, ги те уништи, а ти не сакаш. А тој се моли за тебе. Тој вапи за тебе. Тој те сака те тргне, ма ти не даваш. И што вели Исус? Одете. Јас сакам. Ја ве влечам да дојдете. Ви давам шанси и можност, ама вие не сакате. А ја не можам против вашата воля. Исус ме повикува вечер да ја чиниме неговата воља. Тоа е трета работа, уште две има на крај да ги споменеме. Четврта работа, многу важна, многу важна. Што вели? После смртта немаш можност за избор. Тоа што ќе го избираш додека си жив, тоа е тоа. Кога ќе дојде моментот едноставно да завршиме со животот, кога смртта ќе тропне на нашата врата, тоа што сме одлучили, одлучено е. Нема шанса, нема поправен испит. Ај, за возач како полагаме, па ќе паднеме, што? На испит во школа ќе паднеме и пак ќе имаме шанса за тоа. Меѓутоа, во овој испит нема. Еве текст од Библијата, затоа Бог ќе ни каже во книгата на Проповедникот, 9 глава 10 стих ќе каже: што да имаш намера да правиш, направи го додека можеш. Зошто нема дела, нема умување, ни сознавање, ни мудрост во гробот во кој одиш. Многу јасно. Ти како Бог е добар, како ни информира, како ни кажува, не предупредува, не советува, не моли, не уште малце што не повлече према себе, ама не сака, тоа не е него принцип. Не сака да одлучува место нас. Нема едноставно после смртта прилика. И последниот библиски факт, последниот небесен сигнал, многу силен. Сите се силни. Ова е најсилен, ако можеме така да кажеме. Ова можеби е твоја и моја последна прилика за тоа. Можно е ова да е твоја и моја последна прилика. Еве што ни кажа библискиот текст во Мудрите изреки, Соломоновите. Ги напишал најмудриот човек што некогаш живеел на планетата Земја. Јас сакам со постари луѓе посебно да слушам совети, а камоли од мудри, а камоли од најмудриот. А тој рече вака: немој да се фалиш со утрешниот ден, бидејќи не знаеш што утрешниот ден ќе донесе. Гаранција нема. Ова е прилика за тоа. Зошто гаранција нема? Животот не е сигурен. Не знаеме дали прилики вакви ќе има. Не рековме дека кога ќе дојде крајот, ќе има само две категории на луѓе. Едни од лева, едни од десна страна. Подготвени, да се служам со вчерашното проучување, таа мисла, подготвени и оние што не се подготвени. Во која група ќе се најдеш ти? Каде ти ќе се најдеш? Дозволете ми да кажам еден вистински пример при самото завршување на ова проучување што се случило, ќе ни помогне до некаде да разбереме и да даде сила, поттик за ова што го зборуваме сега. Пред многу години еден брод доживеал бродолом на Атлантскиот океан, источно од Јужна Америка. Тројца од четворица луѓе успеале да го искористат шамецот за спасување и да ја преживеат таа несреќа. Со денови, вели, плутале по морето. Преживеале само благодарение на тоа што успеале да уловат малце риба. Но наскоро почнувале да чувствуваат огромна жеја. Риба посебно, нели? Огромна жеја. Интересно е тоа што човечкото суштество не може да обстане без вода и сол. Нели така? Ама ако пие солена вода, интересно е тоа. Без вода и сол не можем, ако пие солена вода, каде ќе биде крај? И вели, во тие денови
талкале по океанот и од сета вода што имале, може да испеат само неколку капки на дожд, што е наквасувало нивната облека, па ја цеделе облеката вака, да може да се напијат, бидејќи ќе умрат. Борба за живот и за смрт. По известно време, вели извештајот, забележиле некој брод, се снашле тука, повикале и се спасиле. И сега многу интересна ситуација, вели, кога капетанот на бродот ги запрашал: "Зошто сте биле толку жедни, вели?" А овие чудно го погледале, вика: "Како, вика, па немав што да пиеме, вели, како не прашуваш така? Немавте што да пиете, вели?" "Да, вика, немавме, само неколку капки дожд, вика, што паѓал тие денови." Па вика: "Луѓе, вие се наоѓавте на делот на океанот, каде што водата била сладка. Вие се наоѓавте на делот на океанот, каде што водата била сладка, вели. Нивниот чамец бил однесен од струја во делот на океанот, каде што големата река Амазон, вели извештајот, се влевала својата сладка вода во Атлантскиот океан." Значи, овие морнари се движеле по океанот, а не биле свесни дека пред нив имале мноштво сладка вода. А што требало само да направат? Само еден потек, само една одлука. А што си рекле во себе? Не, тоа е солна вода. Како оној човек што ги изгубил ключевите, дошол пред вратата и рекол: "Затворени вратата, нема да отворам. Ќе чекам жената да дојде." Дојде жената и рече: "Што не влегуваш, па затворена." "Како би затворена?" "Отвора врата и влегува." "Леле, вика, цело време стои пред вратата." "Цело време стои пред вратата, тоа отворена врата." Цело време имаме прилика за тоа, а ние не сме таму. Нели така? Пета книга Мојсеева, 30 глава. Овие стихови сакам да ги прочитам. Врзани се со овие искусно многу силно. Вели вака: "Речта што имавме прилика овие вечи да ја слушнеме, што ти е заповедам денес, не е висока, така ли пишува? Ниту пак е далеко од тебе. Не е на небото да кажеш: кој ли сега ќе се каче таму горе на небото, кој ли авион ќе ме однесе таму, нели? Пак ниту не е толку длабока за се симнеш таму да ја земеш, нели? Или пак не е преку морето да кажеш кој ќе ни отиде преку морето да ја донесе, да ја твориме. Него блиско е речта Божја, во устата твоја и во срцето твое, за да можеме да ја твориме. Да можеме да ја твориме." Во секој период на луѓето им е подарен нивен ден на светлина и на предимство. Едно време на проба, да можат да се помират со Бога. Но слушајте ме внимателно. Милоста еден ден ќе и дојде крајот. Милоста може со години да повикува. Можеме безброј пати да маложуваме, да кажеме: "Трупа, пак има прилика за тоа." Меѓутоа, ќе дојде ден кога милоста ќе го упати својот последен повик. Драги мои, ќе дојде време и ден кога ќе го изедеме нашиот последен ручек или последна вечера, кога ќе излезе последната солза од нашите очи, кога ќе кажеме својата последна проповед, кога последен пат некому ќе му кажеме: "Те сакам." После тоа, што? Како тогаш ќе постапиме? Библијата прашува, што ќе направиш со Исуса Христа? Библијата уште нешто прашува, на која страна ќе се најдеш? И уште нешто Библијата прашува. Текст во еден пророк тоа го напишал. Што ќе правите во денот на казната, кога пропаста ќе дојде одалеку? Од кого ќе побарате помош? На кого ќе му се обраќате? Кој ќе ви биде потпора во тие моменти? Има некој за кого ние овој вечери зборувавме. Некој што ни нуди рака. Некој кој што сака ти да бидеш и јас среќен за секогаш. Но тој не може место тебе да одлучи. Тоа право го остава на нас. Јас одлучив да бидам на негова страна. Има ли некој што исто така одлучи да биде на негова страна? Има ли некој што сака својот живот да го предаде на него? Господ нека гледа во одлука. Со такви раце би сакал да упатам молитва, вака седејќи на своите места, со кренати раце да упатиме молитва.